Двочасовна блокада на крстосницата кај улиците Маршал Тито и Стево Теодосиевски во централното градско подрачје попладнево организираа граѓаните на Кочани. Со тоа се спротивставија на повторното исфрлање отпад од другите општини на комуналната депонија кај селото Бели. На протестот граѓаните побараа од општинската администрација и од комуналното јавно предпријатие да ја почитуваат одлуката на Советот на општината, со која не се дозволува комуналните возила од соседните општини Виница, Зрновци и Чешиново Облешево овде да го депонираат отпадот. Не сме против ЕУ проектот, веднаш да го расчистиме тоа. Ние само сакаме да ни се даде време да изградиме доверба која е разнишена посебно во последните 2 години на овој план, на имплементација на овој европроект, бидејќи сите знаеме дека фабриката во Мечкуевци е се уште само теорија и демагогија. Нашиот став цврст е кога ќе го видиме почнувањето на изградба на истата фабрика, во истиот момент рампите кон нашата депонија за соседните општини ќе бидат дигнати. А сега вака стравот на сите ни е дека не 2 години како тие што ветуваат, бидејќи овој проект е јавна тајна дека веќе 10 години се провлечува без конкретна имплементација, освен што Кочани го прибира 2 години ѓубрето на соседите. Друга имплементација од овој проект ништо никој како граѓани не видовме и неколкуте нови возила во сите тие спортни општини што ги спомнувам. Да потенцираме дека политиката ја оставаме на политичарите, а овде сакаме да ни го решат нашиот проблем со депонијата кој што веќе 2 години се соочуваме со него. Самата општина вели дека се имплементираат тие сите наши барања, но барањата на лице место видовме дека нема ништо од тоа постигнато. Да престанат инсинуациите дека ова има политичка позадина. Ова луѓе е стварно за здравието на град Кочани. Верувам дека и говорите пред мене го рекоа истото. Дајте луѓе да се сплотиме. Факт е дека после протестите дека полесно се диши. Факт е дека со 50% помалку ѓубре, ќе имаме 50% помалку метан, ќе имаме 50% помалку проблеми здравствени. Никој не може да ни каже дека ние ќе имаме некоја регулирана депонија предвидејќи и една лопата не удари нагоре. Сите рокови се пробиени. Сите ветувања се лажни. Сега си играат на карта дека има политика. Нема политика, луѓе. Тука се стварно работи за здравието на луѓето. Факт, говорат фактите и информациите што сите може да ги проследите. За огромниот број пораст на заболени од сите видови на белодробни заболувања. По завршувањето на блокадата, граѓаните се упатија кон општинската зграда. Потоа пристигнаа и пред зградата на мултикултурниот центар, каде што во салата на Советот на општината се одржуваше редовна седница. Пред мултикултурниот центар граѓаните имаа непосредна средба со градоначалникот Љупчо Папазов. Го искажаа револтот од подпишаниот меморандум со кој им се дозволува на соседните општини да депонираат отпад во Кочани. Кажи им директорката на водовод да ја почитува одлуката, ќе треба она да одговара за друго кривично дело. Одговара ако го спречи спроведувањето на владината. Има адвокати знаат на што се одговара. И вие го знаете добро. Значи, јас ќе поставам едно конкретно прашање. Прво, валидноста на меморандумот контра одлука на Совет. Друго, под која присила го имаш подпишано меморандумот? Против граѓаните на град Кочани. Видите го прво меморандумот. Кога е подпишан? Под која присила е подпишан? Не е под присила подпишан. И како своеволно, кога си против нас? Не, кога си против град Кочани? Таму убаво пишува дека една од работите кои треба да видат исполните е да се одговори на барањата на граѓаните. На кој граѓани? Па те од Виница барат кај нас да го депонират ѓубрето, те. Водовод, ставате ги у многу лоша позиција. Кој е против полицијата? Кој е против Многу полицијата? лоша позиција. Кој да дел Значи директорката не смее да одобри да се Кажете во полицијата. Зашто управи овој капитан Ќе го градоначалник. Ко дојде у Бели дека саѓи гласове. Така не се прават гласове, бе, господине. Кој да умираме кој брат на фотејата да седи. Ја имам фамилија, овај народ има деца, бе. Цените су кривични пријави со приматување. Така ли? Право ли? Што не му кажу да се... Сите ли имаме филм? Само како има филм? Сите имаме филм. Политички беси, срамота. Ние филмови имаме, така ли? Срамота. На седницата на Советот
Имаше бурна дискусија околу непочитувањето на донесената одлука за забрана на депонирање отпад од другите општини. Како што беше договорено, значи поставена е 24 часовна стражарска служба. Има определено лице кое ги координира за истовар на отпадот. Има поставено камери. Стражарите внимават, значи сега за разлика од предходната недела имавме упат на неовластени лица, со што полицијата реагираше брзо, истите се отстранети. Надевам се дека нема пак да се повтори таа ситуација. Кажавте дојдела полиција по однос на лица кои што биле невластни таму. Полицијата не дојде за нив, таа дојде за нас, затоа што ние не дозволувавме да се депонира таму. Па после ја лично ги фанав тие лица и еве тука се граѓаните и интервениравме. Значи таа не беше дојдена заради нив, таа беше дојдена заради нас. Па реагира кај тие лица. Дали имате евиденција каков отпад од другите општини се доноса во Кочани? Ако може да ми одговорите на тоа прашање, но пред се најбитен ќе ми биде одговорот кој тоа дозволи да се депонира отпад од други општини, која смени одлуката на лицето кое што стоеше на капијата и првично ја затвори депонијата, а после истото ги пушти да се депонира отпад од други општини. Зошто не се предвидени средства, што евидентно зборува за задни намери, морам да кажам, нечестни намери, не се предвидени средства, исто така по одлука на Совет донесена за набавка на механизација соодветна за на депонијата. И самото тоа говори многу. Значи тие програми кога се правени, некој очигледно имал намера да не ја почитува ниту едната, ниту другата одлука. Што значи некој очигледно дека мисли дека е поголем од овој орган на општината, односно од Советот. Одлуката на Совет, како што ја гледам, значи пишува бара. Значи Советот на општина Кочани бара. Од кого бара? Значи таа одлука дали ме задолжува мене? Да. Бара. Само не однесох. Добро. Значи доколку сметате дека, значи јас сметам дека одлуката на влада исто така е во сила и дека таа е задолжителна и сметам дека треба да се почитува. Искрено да кажам, да сум незадоволен од вашиот одговор, туку сум и разочаран, затоа што сметав дека сме на иста страна. Вие сега ако ми кажувате дека не се навело од кој тоа се бара, па зашто документот е доставен до КП Водовод? Па нормално дека од вас тоа се бара. Сега сакате вие тука ние да се правиме наудрени дека бара. Па од вас бараме, вие стопани со депонијата. Од кој да бараме? Меморандумот беше подпишан од сите градоначалници со гаранција на Министерството за животна средина и тоа е еден од условите да влеземе во целосно решавање на кочанскиот проблем. Проблемот е престанување со чадење и загадување на животната средина. Едне од моментите во изработката на меморандумот и обврската на соседните општини да плаќаат за депонирањето на отпадот. Кога ќе плаќаат по донесена количина, сигурно нема и неконтролирано и отпад во поголеми количини да се донеса на депонијата во Кочани. И за сето тоа ќе се акумулира средства кои ќе бидат на располагање на комуналното јавно предпријатие, уште по интензивно да се грижи и по добро да ја одржува депонијата. По ваквите дискусии беше предложена 5-минутна пауза, по која пред советниците се најде предлог заклучок. Затоа што на директорката не е јасно, јас ќе предложам заклучок дека бидејќи Водовод стопанисува со депонијата. Значи Советот бара од Водовод да ја почитува одлуката што има донесено и веднаш без поговорно. Значи Советот бара без исклучок. Советот бара од КЈП Водовод да ја почитува одлуката и да не дозволува депонирање на отпад од други општини. Јасно и гласно, значи без исклучоци, за да нема дилема. Предложениот заклучок на советникот Крстевски доби едногласна подршка од сите советници. Со тоа, Советот како основач му наложува на комуналното предпријатие Водовод да не им дозволува на комуналните возила од други општини да влегуваат и да исфрлаат отпад на депонијата кај Бели. 19 јас